Подготвува ли власта терен за прифаќање на бугарските уцени и условувања? Ова прашање се поставуваат како премиерот Зоран Заев порача дека бил уверен оти Бугарија многу брзо ќе тргнела блокадата за македонските евроинтеграции. Проблем е што сите знаеме кои се барањата на источниот сосед, да признаеме дека немало македонски јазик и идентитет пред 1945 година, како и дека Гоце Делчев и другите линденски херои кои го положиле својот живот за Македонија биле бугари. Јас сум уверен дека Република Бугарија е пријател и дека е многу блиску денот кога и македонскиот и бугарскиот народ ќе се уверат дека Бугарија нема да биде пречка за Северна Македонија. Заедно ќе го обезбедиме тоа, бидејќи од двете страни има паметни и способни луѓе, визионери, кои ќе си дадат шанса и ќе се разберат во интерес на своите народи. Сомнеш дека вакво сценарио е можно, фрла и реториката на министерот за надворешни работи Бујар Османи во моменти кога Бугарија го негира идентитетот на македонските револуционери, кои ги славиме токму Илинден. Тој вели дека овој празник бил важен и за источниот сосед, покрај за Македонија. Илинден е важен ден и за нашите соседи во Република Бугарија. За жал во минатото, а неретко и во сегашноста, тоа најчесто представувало причина за раздор и несогласување, наместо да биде точка која ќе спојува и обединува. Во денешниот современ контекст наша обврска е од Илинден да направиме токму тоа. Точка која ќе не поврзе, празник кој ќе не обедини. Иако со помек тон во кој ни порача дека сме биле браќа, немало насилно да не блокираат, мандатарот за состав на новата бугарска влада Пламен Николов ни порача дека без прифаќање на нивните барања немало како да напредуваме кон Европската унија. По никаков начин, аз мога да се изразя по този начин. На никаков начин нема да ги притискаме нашите браќа и нема да ги лишуваме од шансата за европска иднина на некаков насилен начин, на начин на кој се однесуваат другите балкански држави. Но тоа не значи дека нема да обстојуваме на своите национални интереси. Како точно ќе биде направено тоа, можеби ќе биде со ревизија на самиот договор и преразгледување. Инаку за Софија проблем е и резолуцијата за македонските црвени линии. Од бугарското МНР изразуваат жалење што овој документ бил донесен во моменти кога диалогот меѓу Скопје и Софија почнал да преминува во попозитивна и ветувачка фаза.